целосна пареа напред, за здравје и добар рум. Приказните ни оповедуваат во авантури, пиратско богатство, скриени богатства и самото море ги фасцинираат читателите со генерации. Меѓу овие приказни, Островот со богатства од Роберт Луис Стивенсон свети како светилник, приказна што и ден денес ги воодушевува и плени луѓето од сите возрасти. За прв пат објавен во 1803 година, Островот со богатства е многу повеќе од само авантуристичка приказна за пирати. Тоа е приказна за храброст, морал и сложената природа на човекот. Со своето мајсторско пишување, Стивенсон ни носи во свет каде што брановите се кршат од бреговите, бродовите танцуваат на брановите, а опасноста демне од секој агол. Не заборавајте да ставите лайк, да го споделите видеото и да се претплатите на каналот. Кога ќе се појави мапа на богатство, воздухот се исполнува со возбуда и авантура. Избледени линии, мистериозни знаци и ветување за скриено богатство. Непребојлива комбинација. Околу мапите на богатство се плетат приказни, искрата што ги запалува авантурите, бунтовите, предавствата и на крајот, радоста од откритието. Не подсетува дека самото богатство не е секогаш најважно, туку патот до него. Нашата приказна не започнува на отворено море, туку во една мала кафеана, наречена Адмирал Бенбоу. Токму тука, младиот Џим Хокинс, херојот на нашата приказна, се среќава со мистериозен странец, кој за секогаш ќе го промени животот. Една бурна вечер, во кафеаната влезе истрошен стар морнар, по име Били Боунс. Неговото лице сведочеше за тежок живот на море. Џим, кој од секогаш бил привлечен од светот и авантурите, со голема љубопитност го наблюдуваше стариот морнар. На Бил Боунс одеднаш му се влоши здравјето. Неговото минато беше мрачно и се плашеше од стари познаници. Кога неговите непријатели се појавија, животот на Џим се преврте наопаку и тој беше турнат во авантура. По опасната средба со чудните гости, Бил Боунс почина. Тој му остави на Џим пакет замотан во ткаенина. Во пакетот имаше мапа на богатство. Мапата беше прецизно нацртана и покажуваше каде капетан Флинт го скрил своето богатство. Џим сакаше да ја одбрани честа на стариот морнар и воден од љубопитство, тргна на пат да го пронајде богатството на Флинт. Со мапата за богатство во рацете, младиот Џим побара совет од двајца почитувани господа од неговото село, доктор Ливси и господин Трелони. И двајцата беа луѓе со авантуристички дух, кои беа возбудени од можноста за авантура, инспирирани од мапата за богатство и желни да избегаат од секојдневието. Тие решија да му се придружат на Џим во неговата потрага. Со енергија и љубопитност, тие се упатија во потрага по скриеното богатство. Купија величествен брод, Хиспаниола, и собраа посада. Бродот беше внимателно подготвен за долгото патување, а соништата за злато и авантура се чувствуваа насекаде. Но Џим наскоро сфати дека не секој што бара богатство е воден од чесни намери. Тајни разговори и сомнителни погледи почнаа да го следат. Некои од членовите на екипажот изгледаа доста чудно, особено бродоскиот готвач, долгоногиот сребреник, кој имаше дрвена нога. Изгледот и однесувањето на овој човек го плашеа Џим. Иако сребреник се представуваше како пријателски расположен, Џим чувствуваше дека нешто не е во ред. Почна да се сомнева во вистинските намери на сребреник. Додека Хиспаниола пловеше кон островот на богатството, Џим се чувствуваше се повеќе заплеткан во заговор, исплетен од луѓе на кои не можеше да им верува. Секој ден на море носеше нови тензии и мистерии, правејќи авантурата уште поопасна. Со ветрот во грб, Хиспаниола исплови на отворено море, далеку од англиските брегови. На палубата владееше весела атмосфера, каде што искусни морнари и млади авантуристи работеа рамо до рамо. Срцето на Џим чукаше силно, возбуда и малку страф се бореа во неговиот стомак, додека тој почнуваше да го запознава животот на море. Но, под површината на веселбата растеше тензија. Долгиот Џон Силвер, со своите возбудливи приказни и импозантен стас, брзо ја презеде контролата. Џим почувствува дека нешто не е во ред. Младиот Џим забележал дека нешто не е во ред и една ноќ прислушкувал таен состанок. Знаеше дека нешто не е како што треба, но не беше сигурен што точно.
Скриен во празно буре, Џим со ужас ги слуша Лонг Џон Силвер и група груби морнари како ги откриваат своите вистински намери. Секој збор му ја ледел крвта во вените. Тие не му беа верни ниту на господинот Трелони, ниту на потрагата по богатството. Тие беа старата дружина на капетанот Флинт и сакаа богатството само за себе. На Џим му стана јасно дека се подготвува бунт. Се исплаши, но знаеше дека мора да ги предупреди другите. Срцето му биеше силно, но не смееше да дозволи стравот да го совлада. Целото патување, неговиот живот се беше во опасност. Сите на бродот беа во опасност, а Џим носеше тешка тајна. Тој се искрачи крадешком. Мисли за опасност и одговорност се вртат во неговата млада глава. Секој чекор беше пресметан, секое движење свесно. Ги пронашол доктор Ливси и господинот Трелони и им ја открил предавството на Силвер и плановите за бунт. Неговите зборови јасно ја покажаа сериозноста на ситуацијата. На почетокот не можеа да поверуваат, но потоа ја сфатија вистината. Знаеа дека се наоѓаат на опасно патување, но беа подготвени заедно да се соочат со опасноста. Напнатоста на Хиспаниола беше толку густа што можеше да се сече со нож. Секоја секунда изгледаше како вечност. Џим, доктор Ливси и господин Трелони беа сега затвореници на сопствениот брод, потполно немокни. И токму кога Хиспаниола фрли сидро пред брегот на островот со богатства, бунтот избувна со полна сила. Под команда на долгогодишниот Џон Силвер, пиратите ја презедоа контролата над бродот. Нивната алчност за богатството на капетанот Флинт беше посилна од секоја лојалност. Хиспаниола се претвори во вистинско бојно поле. Среде овој хаос, Џим се бореше со неочекувана храброст. Храброст, родена само од волјата за живот, од соништата и од вербата во доброто. Бунтот, предавството и бруталноста засекогаш ќе се врежат во сечавањето на младиот Џим. По бунтот, Џим и неговите 3 придружници беа оставени на островот со богатства. Имаа само неколку работи со себе. Се што можеа да направат беше да гледаат како Хиспаниола, сега под команда на Силвер, исчезнува на хоризонтот. Островот, кој претходно ветуваше толку многу авантури, сега личеше на заканувачки џин под темно небо. И покрај стравот, Џим и неговите пријатели знаеа дека мора да се спасат. Сами во опасност, Џим мораше да се потпре на својата храброст и бистар ум. Богатството, некогаш нивни најголем сон, сега беше неважно. Сега беше важно само да преживеат. Островот со богатства, како што наскоро открија Џим и неговите придружници, беше рај со 2 лица. Прекрасен и опасен во исто време. Екзотични растенија и цвеќиња го красат островот, но тие исто така криеја опасности, вклучувајќи и опасни животни. Тие мораа брзо да научат како да преживеат во оваа сурова средина. Тие поставија камп за да се заштитат, постојано барајќи храна и вода, секогаш внимавајќи на непознати опасности. Но, и покрај сите опасности, Џим го наоѓаше овој остров фасцинантен и на еден чуден начин, прекрасен. Денот се претвори во ноќ, а Џим и неговите другари навлегуваа се подлабоко во тајните на островот. Стари урнатини, изградени од капетан Флинт и неговата посада, раскажуваа мрачна приказна за островот. Разрушените шидови зборуваа за пропаст, алчност и насилство. Еден ден, додека Џим шетал низ скриените делови на островот, најде на Бен Ган, поранешен член на посадата на капетан Флинт, кој бил оставен таму пред многу години. Ган, кој речиси полудел од осаменост и изолација, се понудил да им помогне на Џим и неговите пријатели. Тој видел во нив шанса да избега од проколнатиот остров. Иако капетан Флинт повеќе не е на овој свет, неговата сенка се уште се надвиснува над островот со скриено богатство. Неговото присуство се чувствува насекаде, во урнатините на тврдините, во страшните приказни за неговата суровост и во судбината што ги снашла оние што се осмелиле да го бараат неговото скриено богатство. Богатството на Флинт, кое предизвикало толкава алчност и крвопролевање, станува символ на опасноста од богатството. Како што Џим е сведок на последиците од алчноста, тој почнува да се прашува за вистинската вредност на богатството. Како што потрагата по богатството станува се поинтензивна, Џим се повеќе се наоѓа во длабок внатрешен конфликт. Воздухот беше исполнет со неизвестност, додека Џим внимателно ја проучуваше својата мапа. Со помош на Бен Ган, тие беа се поблиску до скриеното богатство на капетанот Флинт. Секој чекор беше ризичен. Опасноста можеше да се крие зад секој мирен агол од дунглата.
Патот стануваше се потежок, како што се приближуваа кон целта. Џим можеше да ја почувствува тежината на мапата во својата рака, потсетник за алчноста и насилството, што таа ги носеше со себе. Кога конечно го достигнаа местото означено на мапата, ги обзеде мешавина од страв и возбуда. Де Лонг Џон Силвер и неговата банда беа сигурни во својата победа. Џим и неговите придружници беа опколени од најкрволочните пирати во густата џунгла. Времето им истекуваше, мораа да побрзаат, знаеа дека се малубројни и слабо вооружени. Тогаш, на Џим му текна на еден опасен план. Додека доктор Ливси и останатите се обидуваа да ги одвлечат вниманието на пиратите, Џим ја искористи својата агилност и познавањето на џунглата, за да се протне покрај нив и да го пронајде богатството. Од длабочините на џунглата се слушаа звуци од борба, а Тим, со срце кое силно му чукаше, беше спремен да започне со својата потрага. Тој ја следеше мапата и почна да копа. Земјата беше тврда и сува. Еве, конечно. Џим со сите сили ја крена тешката ковчеже. Беше окована со орѓосани железа, по години под земја. Со треперечки раце успеа да ја отвори. Таму, под едно темно платно, блескаа вистински богатства. Златници, големи, млечно-бели бисери и блескави скапоцени камења, кои сјаја дури и во слабата светлина. Легендарното богатство на капетанот Флинт беше пронајдено, но одеднаш Лонг Џон Силвер се појави со неговата пиратска банда и Џим брутално беше вратен во реалноста на опасноста. Додека сонцето заоѓа и сенките се спуштаат врз островот со богатства. Атмосферата на мистерија и авантура продолжува да лебди во воздухот. Младиот Џим Хокинс се наоѓа на раскрсница, која ќе му го промени животот засекогаш. Тој мора да се соочи со безброј опасности, од бури до смртоносни стапици во срцето на џунглата. Сведок е и на добрите и на лошите страни на човечката природа. Храброста и предавството оставаат трага во неговата душа. Конечно, тој го наоѓа богатството кое чинело многу животи, морничав потсетник за човечката алчност. Но сфаќа дека вистинското богатство не се златото и скапоцените камења, туку искуството и лекциите што ги научил на своето патување. Значењето на пријателството и довербата, силата на врските кои се создаваат во тешки времиња, се покажуваат како непроценливи. Важноста на храброста и упорноста во лицето на предизвиците, квалитети кои ни помагаат да ги надминеме и најголемите препреки. И сознанието дека алчноста може да биде деструктивна, тешка лекција, научена преку загуба и жртва. Островот со богатства е повеќе од само авантуристички. Тој нурнува човечките желби, на човечката природа, привлечноста на натото и беззата на добрата природа. Не подсетува дека најважните патувања не се мерат во километри, туку во личниот раст и трансформациите што ги доживуваме по пат. Неговите теми за авантура, предавство, алчност и искупување ги инспирираат читателите со генерации и го прават едно од најголемите дела на светската литература. Исто како што картата со богатства го водела Џим Хокинс на неговите авантури, така и Островот со богатства не води во свет на фантазија и не охрабрува да го истражуваме непознатото, со сите негови ризици и награди. Секоја страница е покана за авантура, самооткривање и истражување на светот околу нас. Доколку ви се допадна ова видео, не заборавајте да ставите лайк, да го споделите со пријателите и да се претплатите на каналот за повеќе возбудливи приказни.